Добар ден, ово издание на емисијата Напладне. Денеска ќе разговараме за една актуелна тема во моментов, а тоа се измените, законските измени кои што го поскапуваат данокот за имот. За оваа година, според законските измени, треба да се применува 3 пати повисока даначна стапка за стан во кој не се живее, ниту се издава подолго од 6 месеци. Охрид испрати такви решенија, град Скопје ја одложи примената, а сега што ќе биде во 2023 година, знаеме дека во Охрид имаме многу викенд станови. За ова и за уште многу други теми денеска разговараме со нашиот гостин, професорот Науме Мариновски. Добар ден, добро ни дојдовте. Добар ден. Да. Еве ќе започнеме од она што веќе го најавив со данокот. Кој е вашиот став? Данокот стројно ќе поскапи? Како тоа ќе се одрази? Да. Видите, вакви мерки не се популарни кај населението, се разбира дека ќе можеби ќе има и отпор од примената на вакви решенија. Меѓутоа, треба да бидеме свесни дека во државата имаме сериозна една состојба во врска со ангажирањето на високот на стамбен простор. А тоа предпоставува дека нам ни се наметнува да мораме да ги искористиме тие капацитети, или можеме ли да ги искористиме. Во најголем дел тие се користат. Вие знаете дека квалитетот на услугите во туризмот од година во година се покачува и ние имаме денес веќе луксузни вили, станови кои се изнајмуваат. Некои од нив и не се пријавуваат. Сега, ваквата мерка може да биде во насока на реализација на она што е благородно во областа на туризмот. А тоа значи дека пријавувањето ќе подразбира активен однос кон промотивните активности. Значи, оние што ќе издаваат, ќе можат комотно да се однесуваат кога ќе ги промовираат своите станови. На тој начин ќе се шири опсегот на сместувачки капацитети, кои и така постојат, а не би сакал сега да шпекулирам, но во најголема мерка се работи за сива зона во која многу баш и не се не се придржуваат кон овие досегашни барем законски решенија. Пријавувањето е најдобро да оди по механизам на вмрежување, тоа значи дека пријавувањето во службите за внатрешни работи би значило пријавување и на становите во управата за јавни приходи. Да, само да кажем информација за гледачите. Значи, според новата регулатива, зголемени даначни стапки за 3 пати треба да се применуваат ако собственикот на станот нема лична карта со адреса за живење на тој стан, но ако го издава подолго од 6 месеци во тековната година ќе се применува даначна стапка иста како и да живее во него, со оглед на тоа што и приходот од закупнина се одданочува. Сега според законот за данокот на имот, зголемени стапки за 3 пати може да се применуваат и за земјоделско земјиште што не се користи. Еве во овој дел да. И тоа е исто така индикативно, значи јас повеќе би се останал на она што е карактеристично за руралните средини. Имено денес имаме состојба во земјоделието кое е поврзано со руралниот развој, да многу површини ни се незасеани. Овде постојат две можности. Едната е ова која сега вака јас на почетокот ја означив како непопуларна, ако може да се реализира. И втората би била да имаме пак позитивистички однос кон тие што би го обработувале земјиштето или би го изнајмувале на други да го обработуваат земјиштето. Да, што може да се случи, да се продаваат тие земјишта повеќе? Видите, вие во руралните средини имате појави, например на доселување на странци во семејства или во куќи кои се вон употреба. Така, практично, последни примери, моите сознанија се дека во некои јабланечки села веќе доаѓаат странци, купуваат куќи. Тоа се однесува и на земјиштето. Втора алтернатива
која може да се искористи во поглед на земјиштето е да оние површини кои се субвенционираат бидат помалку од 1 хектар. Денес субвенциите се однесуваат на површини кои се околу 1 хектар. Меѓутоа, карактеристика и за целата држава, посебно за руралните средини, е тоа дека имаме ситни посети. Значи, парцелите, земјиштето кое постои е негде околу 1 декар и помалку од тоа, така што во таа смисла ние не можеме да видиме докаде е нормата за субвенционирање. Можда е најдобро да се со позитивистички однос оди, а не со казнување. Се практично, јас се извинувам, не е тоа казнување, али зголемувањето на даноците на необработливо земјиште рапидно ќе удрат по кесата токму на оние кои не се во состојба често пати да ги обработуваат земјоделските површини. Да, и морам да кажам дека во законот пишува дека физичките и правни лица што нема да пријават дека не користат недвижен имот што е во нивна собственост, ќе платат данок по стапка 5 пати повисока од пропишаните стапки. И од владата велат дека овој закон се носи со цел да се обезбеди прогресивно, праведно доначување. Дали тоа ќе се случи? Сега колку е тоа правилно е дискутабилно, затоа што е тоа собственост, а колку ќе може тоа да се реализира, јас вака не би шпекулирал. Ми се чини дека е тоа проблематично, токму поради тоа што во вакви средини ние имаме проблем со ангажирањето на земјиштето. Друга е состојба кога се работи за големи парцели, кога имате поголеми од 1 хектар, тоа е друга ситуација. По-проблематично е кога тоа се однесува на малиот посет. Да, и сега смируваат дека за сега граѓаните треба да бидат мирни. Ќе видиме дали ова мерка ќе се применува од следната година, но сепак ги кажавме и последиците, нели, кои што би се случиле од ваква нешто. Па рековме дека тоа не е баш популарно, меѓутоа може да некои мерки можат да ги потикна луѓето на поинакви размислувања. Значи тоа е присутно, да речеме, во Словенија, слични мерки се преземаат и во земјоделието и во станоиздаваштвото. Да, но дали е сега моментот во ваква голема криза ова да се презема? Кога и граѓаните се во голема криза, сиромаштијата чука на врата? И јасно е, тука треба да се избалансира сега. Она што е социјала за населението и она што е вишок кај тие што имаат повеќе. Така што зголемувањето на даночната стапка не би требало да биде проблематична ако дава нови приходи и за домаќинствата и за државата. Да. Ја начнавме и темата околу сиромаштијата. Професоре, како ја ги коментирате овие случувања околу нас? Имаме енергетска криза, економска криза. Добро, сега реално вака јас би сега зборувал како и секој жител што би зборувал. Јасно е дека е проблем, не само кај нас, тоа е универзален, глобален проблем. Ние гледате инфлацијата во Германија веќе е двоцифрена, а тоа не можевме ни да го претпоставиме дека ќе се случи. Се случува, се надеваме дека ќе се разрешат овие проблеми. Не би требало да бидеме песимисти. Ево, би рекол дека продорот на сиромаштијата засега е многу голем. Ние преку енергенците можеме да забележиме дека веќе имаме проблем во дистрибуцијата и така. Така што граѓаните на нашата држава, без оглед на нивните приходи што ги поседуваат, се во една, би рекол, состојба која не е баш популарна. Да. Како е во секторот туризам, тоа е вашата примарна гранка? Уште е по-проблематично, затоа што туризмот е најчувствителна област, во која влегуваат гранки кои пак имаат мултипликативни, би рекол, карактеристики
Така што одразувањето на една гранка се одразува и на другите гранки и сето тоа може да биде со негативни реперкусии. Впрочем, и сега гледаме дека угостителството не може да се справи со динамичното зголемување на цените, кој ни се случува од месец во месец. Така што можеме да дојдеме и во ситуација да некои објекти почнати да се затвараат, значи едноставно секторот не може тоа да го издржи. Да, кои се вашите прогнози од пролет, ќе биде ли подобра? Се зависи од меѓународните околности. Ниту сама Македонија тоа го направи да биде во ваква состојба, ниту пак населението тоа го можеше да го контролира. Ние едноставно сме во ситуација да зависиме од надворешните влијанија, пред се од воените операции што ги имаме денес во Источна Европа, а исто така тоа се надоврза и на ковидот, така што имате на некој начин негативна симбиоза на различни влијанија кои има негативни реперкусии. Да, успеа ли туризмот колку толку летала да се врати во кондиција или сепак е уште рано да се каже такво нешто? Вака, значи, моите прогнози беа дека 2 до 3 години ќе имаме проблем после ковидот. Меѓутоа сега ова се надоврза и на топ, така што не би предпоставил дека ќе имаме некои спектакуларни поместувања или рапидни поместувања во поглед на туристичкиот промет и остварувањата девизните приходи од областта на туризмот, затоа што и во оние емитивни земји кои беа најголеми на нашиот пазар, едноставно и таму имате проблем со мобилноста на населението и тие калкулираат околу тоа каде да патуваат, затоа што почнува тој синџир да ги опфаќа и нив. Тие беа безбедни, максимално комотни во изборот, а сега тоа не се случува. Значи, богатите земји почнаа исто така да на некој начин се стават во ситуација да размислуваат на поинаков начин. Да, за угостителите и хотелиерите најголем проблем сега периодов е струјата. Дали фотоволтаиците ќе ги спасат од ставање клуч на врата? Вака, сега јас морам да кажам дека фотоволтаиците се добра мерка. Тоа би било уште подобро да може да се вклучи во енергетскиот систем и да на тој начин да имаме одржлив развој на туризмот од еколошка гледна точка, но и од енергетска гледна точка. И мислам дека тоа е една од најпопуларните мерки што може да се преземат. Мене ме чуди досега дека не сме имале такви можности, а имаме толку сончеви часови. Сега, например, нашата држава може да се споредува со најсончевите просторни целини во Европа. Значи, спаѓаме во групата например, дека 2600 сончеви часови имате во Дојран, така како најсончева, а Охрид има 2223 сончеви часа во годината. Сакам да кажам дека се она што е над 2000 сончеви часови се смета за една извонредна поволност како во животот, така и во туризмот. Значи, може би сме задоцниле со тоа. Апсолутно. Чекавме да поскапи струјата пак? Не, то може би имаше некои други стратегии кои одеа кон тоа да се користи гасот, да се поинаку пристапи во оваа сфера, меѓутоа се види дека нашите би рекол калкулации во таа смисла не беа во контекст на она што може да се случи. Никој не очекуваше дека ќе нема повеќе газ, дека ќе проблем. Да, дека тоа ќе се случува. Така, значи тие енергенси кои беа малку поиздржани и нудеа поодржлив развој и на туризмот, така за преку ноќ
или поскапеа или ги нема. Да, некаде сме на крајот на разговорот. Очекувате ли сега за празниците да се раздвижи туристичкиот центар и тоа на некој начин да допринесе кон една подобра атмосфера во... Вака, ова е во контекст на она што малку пред зборувавме. Многу станови во Охрид припаѓаат на лица од Скопје, поглавито, затоа што тоа е по број на жители, отприлика половина од државата и многу викендачи ќе дојдат. Тие најчесто не се регистрираат, но можеме да видиме дека прометот рапидно се зголемува во текот на викендите, што е исто така позитивно за угостителскиот бизнес. Така, тука немате посредување, немате агенциско работење, меѓутоа приходи сепак се остваруваат од присуството во своите станови. Претпоставам дека со мерките што ќе се преземат во насока на зголемување на даноците, дека ќе дојде и до пријавување на овие станови. Да, а ќе има ли странски гости? Странското присуство мислам дека не е на неделна основа или за викендите и празниците, туку тоа е најчесто сврзано со сезоналноста на туризмот и то би требало да ни биде негде за периодот од новогодишните празници, како зимски период и најчесто во летниот период кога имаме најголем број на странски туристи. Тогаш треба ние да очекуваме, ама со оглед на она што рековме дека имате калкулација и кај странските посетители каде да патуваат, колку дена да патуваат, колку да потрошат, значи потрошувачката ќе биде во врска со мобилноста што генерално ја имаат во нивните средини. Така, ви благодарам многу на гостувањето и на сите овие информации. Повторно се гледаме во следна прилика. Ви благодарам што ме поканавте. Да, ви благодарам и вам, драги гледачи, што и денеска бевте на Охрид Нјуз. Се дружиме следниот понеделник со нова тема. Довидување.